Добар ден, гостин во Република ТВ, доктор Александра Димова, специјалист ортопед, ќе разговараме за сколиозата. Добар ден. Добар ден. Кои се симптомите на сколиозата? Како се манифестира оваа болест, доктор Димова? Сколиозата всушност представува деформитет на рбетниот столб во неколку рамнини. Значи, тоа е искривување на рбетот во форма на буквата S, латинската буква S. Меѓутоа, покрај тоа искривување имаме и ротација на самите пршленски тела. Тоа е веќе крајниот ефект на деформитетот, така да тоа е едно комплексно искривување кое што на око се манифестира најчесто со една асиметрија во висината на самите раменици, асиметрија во испакнатоста на лопатките, во самиот струк и еден вид на грбка на одредени делови на рбетот. Почна школската година, дали родителите знаат да препознаат дека нивното дете има искривување на рбетот? За жал, најчесто почетните манифестации на искривувањето на рбетот поминуваат незабележано и од страна на родителите и од страна на самите деца, да речем адолесценти, бидејќи адолесцентите се онаа група која што најчесто е нападната од овој деформитет. Така да, нажалост, ако стручно лице не го препознае тоа во смисол на некој систематски преглед кој што се одвива во училишните установи, почетните деформитети на рбетниот столб долго време се провлекуваат незабележително се додека не земат замав, додека не почнат да прогредираат до оној стадиум кога искривувањето е навистина веќе очигледно и кога и некој од околина ќе го забележи, некој друг од семејството и така натака. Тоа се години кога младите луѓе повеќе заради пубертетот и се повлекуваат, се кријат во своите соби, се затвараат во бањите додека обавуваат лична хигиена и така натака и нема едноставно ни можност толку многу родителот да го изанализира своето дете и да забележи дека нешто се случува. Така, значи зборуваме за возраст од 10 до 12 години. Зборуваме за адолесцентската возраст, да, бидејќи тоа е возраста кога најчесто имаме развој на овие деформитети и тоа е таа така наречена група на адолесцентни сколиози. Инаку ги имаме и како конгенитални, јувенилни, инфантилни во раната непосредна новороденачка возраст и во првите години од животот и предучилишната возраст. Меѓутоа, тоа се други видови на сколиози кои што се пратат и третираат уште од таа најрана возраст. Адолесцентната сколиоза, како една најчеста и најинтересна група на сколиози, се јавува токму во тие пубертетски години. Колку често треба да се оди на редовни контроли на ортопед? Знаеме до 3 годишна возраст се редовни тие контроли, но подоцна како да се занемарува посетувањето на ортопед. Не ни е тоа во нашиот начин на живење, не е баш. И самите ортопедски контроли од страна на специјалистот пофреквентно се закажуваат до таа 3-4 година од животот, кога се следи непосредниот раст и развој, моториката, проодувањето, оските на нозете, стапалата и така натака. Тоа не значи дека тука треба да се застане секако, но токму така и се закажува наредната рутинска ортопедска контрола некаде околу 7 годишна возраст, кога почнуваат и училишните години на детето и кога треба да се почне да се следи токму рбетот, да се прави скрининг за деформитети на рбет и покрај тоа што истите ги има и во вид на систематски прегледи во самите училишни установи, но сепак таму се проверуваат повеќе работи на кратко време на поголема група на деца и можно е да се случи да нешто од деформитетите промакне, посебно ако се тие иницијални, ако се дискретни. Така да сепак е убаво и треба да се има таа свесност и таа навика во тој период од животот да се носат исто така децата на еден редовен рутински ортопедски преглед, токму пред се заради скринингот на деформитетите на рбетот. Дали само тешките ранци се причина за искривување на рбетот кај децата? Не, напротив, причината на најголемата група на сколиозите ги викаме идиопатски, што значи дека причината или етиологијата е непозната. Тука влијаат нешто генетските фактори, бидејќи
процентуалната застапеност на женските во однос на машките е многу поголема, некаде во промер 8:1 се почесто женските деца зафатени од сколиозите, меѓутоа точната причина за развој на овој вид на деформитети не ни е позната. Така да тешките ранци, неправилната позиција на сидење, долгото сидење пред компјутер и таблет во денешно време, физичката неактивност можат само да допринесат или пак да бидат причини за така наречено лошо држење, сколиотично држење, или тоа се така наречените неструктурни сколиози, кои што имаат мускулен дисбаланс, кои што даваат лошо или сколиотично држење, меѓутоа нема реален деформитет на рбетот на пршленските тела и како такви се многу лесни за корекција. Додека пак структурните сколиози или вистинските деформитети на рбетниот столб имаат многу посериозна проблематика и се навистина комплексни и долготрајни за третирање. Значи, освен забрзаниот раст, спомнавте што друго може да биде причина за појавата на сколиозата? Спомнавте еден вид генетика, спомнавте неправилно држење на телото. Сушност полот е еден вид на одредува еден вид на предиспозиција поголема кон сколиозите и некаде процентуално застапеноста е 1 до 3 на 1000 деца, отприлика тоа се некои груби статистики. Затоа е битно тоа редовно следење, затоа што не може однапред да знаеме на кое дете ќе му се случи да почне да развива деформитет на рбет. Но токму тој забрзан раст во тие години е периодот кога и самото дете интензивно расте и самиот деформитет интензивно расте и се менува, и тоа е тој период кога најмногу треба да се делува и е најголема исто така и можноста за корекција на деформитетот. Ако се пропушти таа возраст, во моментот кога ќе заврши коскениот раст, скелетниот раст на детето, немаме веќе никаква можност за корекција на деформитетот, освен хируршка. Колку практицирањето спорт помага да се спречи развојот на сколиозата? Практицирањето на спорт секако се препорачува, и тоа пливањето е посебно препорака за третирање на проблеми со рбетот, но ниеден друг спорт не е исклучен и не е забранет за бавење кај децата кои што има деформитети на рбет. Дури и асиметричните спортови, како тенисот на пример, воопшто не се нешто што не им се препорачува или им се забранува. Меѓутоа, самата спортска активност не е сама по себе доволна за третирање на деформитетите, туку тие треба адекватно да си се третираат според препораките на специјалистот ортопед, додека спортската активност ќе биде само пропратна. Се лекува ли сколиозата? Сколиозата се лекува, апсолутно да, меѓутоа, како што претходно напоменав, лекувањето е комплексно и долготрајно, бидејќи можноста истата да напредува трае онолку колку што трае скелетниот раст на самиот пациент. Пристапот кон лекување на сколиозата зависи од нејзиниот степен на изразеност и попатно се менува во текот на растењето, зависно каков ни е ефектот од она што го правиме како третман. Значи, почетно за оние најблаги степени на сколиоза, лекувањето се состои пред се во спроведување на еден специфичен програм на вежби за сколиоза, за деформитети на рбетниот столб, кој што пациентот ги добива како едукација од страна на стручно лице. Се оди одреден период да се тие вежби научат правилно и комплетно да се изведуваат и понатака треба редовно секојдневно да се спроведуваат како би ефектот од тој третман бил она што го посакуваме. Нередовното спроведување на вежбите не дава никаков ефект и тука имаме еден вид на борба со пациентите, бидејќи не го прифаќаат наметнувањето на тоа долготрајно секојдневно спроведување на вежби, така да многу битно во пристапот на третманот на лекување на сколиозите е самиот однос кон пациентот, соработката со него, со родителите на децата кои имаат сколиоза, да им се објасни колку е важно да се следат препораките и да се биде упорен во тоа лекување кое што навистина трае долги години.
И се разбира да се доаѓа на редовни контроли како би се следело како тоа напредува, дали сколиозата стагнира, дали се намалува, што секако е посакуваниот резултат, или пак евентуално напредува и тогаш треба да размислуваме за промена на стратегијата во лекувањето. Нареден чекор би бил покрај вежбите да се вклучи и носење на корективно помагало, ортоза, тоа се така наречени корсети кои што служат дополнително да прават секојдневен притисок, потпора и корекција на дефермитетот, но повторно во комбинација со вежбите кои треба и натака редовно да се спроведуваат, носењето на помагалото исто така да биде редовно. На тоа помагало понатака се прават корекции како што расте самото дете и како што се менува деформитетот, така треба да се менува и обликот на помагалото. Најтешките облици на сколиозата пак се лекуваат хируршки, со корективни хируршки интервенции, кои што ги има повеќе видови, кои што зависат од степенот, од видот на сколиоза, од нивото на арбитниот столб на кој што се јавува самата сколиоза и така натака. Ви благодарам за гостувањето, доктор Димова. Ви благодарам на поканата.